сосема еве пред крајот, повторно имаме интересен разговор за мали диви детективи. Ивана Крстеска, Јаневска, ова утро. Добро утро, Ивана. За што се работи, за какви се тие мали детективи? Ке разговара со Сања Арсова. Поздрав до нашата гостинка ова утро. Ајде да слушнеме за што се работи. Да, така, Слободанка, поздрав и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Денеска пред се да го честитаме нели светскиот ден на книгата, 23 април. Токму овој ден почнал да се прославува во сите земји широм светот уште од 1995 година, па ние затоа одлучивме да си направиме на телевизиска промоција на првата интерактивна сликовница на Сања Арсова, која што ќе ни каже нели многу повеќе за тоа што сочинува мали диви детективи. Сања, ќе ти посакам добро и убаво утро. Честитки пред се за твојата прва интерактивна сликовница и книга. Како настана еве мали диви детективи? Здраво, Ивана, да ве поздравам сите и да го честитам денот на книгата. Како настана мали диви детективи? Многу интересно. Напишана е од многу одамна, значи уште во ковид времето. И како што се развива ликовите, дојдовме до идеја со издавачката куќа Светулка дека ова е нешто што би било стварно забавно за нашите читатели и покрива една читачка област која што досега не е така истражена и зафатена кај нас во нашите краеви. Јас имав последниве години една убава прилика да бидам во издавачкиот свет и кај нас и во скандинавските земји, така да се запознав убаво со тоа што се нуди таму и што се нуди кај нас и сватив дека еве едни вакви детективски интерактивни книги се најмалку застапени во Македонија, за жал. А тоа е тоа што им е интересно на дечињата. Затоа што како и нас и тие сакаат да се вклучени во што и да прават, нели, дали е игра, дали е настава, дали е книга, сакаат да се делот од самата приказна и така решив да ја направам интерактивна книгата. На секоја страничка имаат по некоја задача или загадка што треба да ја решат или треба да ја направат дома сами или со родителите. Многу е забавно, имаме многу убави коментари од тие што досега ја прочитале мали диви детективи, дека им било стварно интересно. За прв пат се среќаваат со лавиринти, со разбивање на кодови, нели? И најинтересниот дел е Морзеовата азбука што ја има. Тоа им беше онака фасцинантно. За прв пат се среќаваат малечки, се нели нема каде да се сретнат со Морзеова азбука досега, така да мали диви детективи еден влез во тој голем свет. И дечињата уште од најрана возраст се така некако детективски нели настроени, се ги интересира зошто затоа. Нели за која возраст е наменета оваа сликовница? Од која возраст може да се користи, односно која нели целната група на дечиња? Да, како што спомнав и претходно, целната група е 6+. Таа целна група е некако најмалку застапена. Мислам, книгички за таа целна група нема толку кај нас и затоа решив да направам за малку поголемки дечиња. Имаме за помалите, нели, имам себе и сајмот на книга моментално се одвива, така да помалечките од 0 до 3, од 3 до 6 се така поубаво зафатени, а над 6 годинки можем да кажем дека се лектирите настапуваат и потоа забавните книги некако се во позадина ставени. Да, Сања, што треба да се направи, да се мотивираат децата во ова модерно време на технологија повеќе да учествуваат, да земаат, да будат интерес за токму вакви интерактивни сликовници, но и пред се да им се направи една читачка навика за да продолжат нели понатаму во животот да читаат. Многу е тешко на денешните деца за жал да им се задржи концентрацијата. Тоа беше и целата поента со интерактивноста на книгата. Кога нешто не им е забавно, после 2-3 страни спремни се да се откажат од читање или од било што. Значи во било која сфера дојдовме до свет кај што треба да сме анимирани, нели не децата, сите ние. Треба нешто да ни мртка, треба нешто да се вклучиме во нешто за да останеме на темата. Така и дечињата со мали диви детективи.
Така, уштинаш честитки ќе ти посакам и во иднина да си продолжиш со твојата работа, како и со децата, но и еве да си продолжиш и понатаму да си пишуваш, па верувам дека во иднина ќе имаш и повторно нешто ново со кое што ќе ги изненадиш дечињата и публиката. Ти благодарам. Мали диви детективи е секако планирана да биде серијал. Да го поздравам Министерството за култура кој го поддржа овој наш проект и Светулка нормално. Да, каде може да се најде сликовницата? Моментално, промотивно е на сајм за книга, а потоа може да се најде во литература, во Чудна шума и во Сакам книги. Ти благодарам уште наш Сања, еве вака изгледа нели мали диви детективи колку што можете да видите. Секако се препорачува нели за сите дечиња да им се развива нели и моториката и сите оние вештини, навистина интересна интерактивна сликовница која што е прва сликовница на авторката Сања Арсова. Благодарам, Ивана, и ти си имаш еден мал детектив по дома. Така да оваа книга одлично ќе дојде и во твоите раце, и како и на сите останати мајки кои што ги имаат детективите по дома.